Имаме нов водител. Да, 9 часот и 20 минути. Матеј. Да ви го представиме Матеј, новиот водител на утринската програма. Матеј тренирал до денеска джудо, ама ни кажа дека од денеска ќе биде водител, така или погрешно сум разбрал? Погрешно сум разбрал. Го чека Ритот да дојде микрофонот до него, па после ќе ни раскаже. Во студио носиме, како за крај на денешното издание на Македонија на утро, една ведра енергија, млад спортски дух, затоа што ги пречекуваме дел од оние кои што се вежбачи во Супер Джудо клубот од Скопје, секако и еден од тренерите, односно Слободан Тодоровски, дел од имињата запамтив, Матеј, Калин, Лара, Кијара, Стефанија и Лука или не? Андреј, не беше ни близко. Добро утро и добро ни дојдовте. Слободан джудото е повеќе од спорт, филозофија на живење. Која е главната мисија на вашиот клуб и колку сте горди кога, ако зборуваме за една филозофија на живење, вака млади луѓе навистина се посветени на джудото? Да благодарам на вашето прашање. Нашиот клуб Супер Джудо Скопје формиран е пред 8 години со јасна мисија. Нашата мисија беше да создадеме една здрава и воспитна средина не само за развој на надпреварувачи, туку на комплетни личности. Моментално во клубот работиме со околу 80 деца, тие се на возраст од 5 до 14 години и истите се структурирани во 3 возрастни категории, според возраста, а и секако според нивните психофизички способности. Нашата програма не е само фокусирана на джудото, на техниката, туку посебно посветува внимание на целосен психофизички развој кај децата. Нашата програма ја спроведуваме редовно преку тренинзи, понатаму децата се подготвуваат и учествуваат на домашни меѓународни надпревари. Секоја година учествуваме на летен камп во Охрид, организираме едукативни работилници за децата и за родителите, организираме отворени денови за джудо спортот, го практицираме джудото заедно со децата и родителите и тоа е најдобар начин родителот да се увери пред се за безбедната состојба или средина во која се одвива тренингот, да се запознаат со нас тренерите, инаку ние сме 6 тренери, можност да си го видат своето дете, како се понаша, дали е задоволно, дали има некој стрес, дали е радосно, да ги видат другите деца и да ги имат на лице место сите потребни информации во врска на нашите активности. Може да почнеме од најмалиот член со представување, веќе го земеме микрофонот. Со Симона си се спријателија, така да ќе го оставам да си направите интервју. Ова е Матеј, така? Матеј има 7 години, не знам дали кажавме претходно. Ќе ни кажеш сега колку време си дел од Супер Джудо во Скопје и зошто го избра токму овој спорт? Ја го избрав овој спорт дека многу сакам боречки вештини. Колку време си дел од Супер Джудо? 3 години. Тоа е она што те мотивира секој тренинг да одиш и да не го пропуштиш. Дека сакам борби. Сакаш борби, сигурно таму и се дружите, така? Да. Добро, да ги представиме и другите, може? Да ги представиме од мојата лева страна. И другарките. Калин, кој што исто така ќе ни кажеш колку време си дел од Супер Джудо, колку години имаш и зошто го избра овој спорт? Ја овој спорт го тренирам 4 години и се викам Калин Намичев. Ја го избрав овој спорт затоа што ми дава да бидам дисциплиниран, ми дава да се одбранам кога некој ме закача. Добро, паметна варијанта. И така да. Така, одиме понатаму. Истите прашања за сите, да ни се представите колку време тренирате, колку години имате, зошто сакате джудо? Ја тренирам 6 месеци. Се викам Лара Казанџиски. Како се одлучи да почнеш со джудо? Виде некаде? Некој ти зборуваше? Па видов некаде.
И тоа те привлече, така? Да. Супер. Одиме понатаму. Киара ќе ни каже колку години има, колку време сте во Супер џудо. Јас сум Киара Нефовски, имам 12 години и учам во основното училиште Петар Попарсов. Тренирам веќе 2,5 години и за мене џудото не е само спорт, туку е и начин на живот, бидејќи научи да имаме почит кон другите и кога ќе згазиме на татамите сме сите еднакви и да имаме почит и исто така преку џудото распознаваме многу нови пријатели и е многу интересен спорт. Така. Здраво, јас сум Стефанија Златановски и сум еден од најстарите членови во овој клуб. Овој спорт мене ме научи да сум дисциплинирана, да имам почит спрема другите и да имам самодоверба. Мојот омилен дел на тренинзите е кога ќе се борам со децата во овој клуб и кога ќе учиме нови техники. Исто така, моите најголеми поддршки се мојата цела фамилија, тренерите и пријателите што ги имам овдека. Горда сум на медалите што ги имам до сега добиено и би сакала да добивам повеќе медали од по-високи надпревари. Така. Јас се викам Андреј Трајковски. Тренирам веќе 3,5 години и тренирам бидејќи го сакам спортот и за кога некој ме закача за можам да се одбранам, ме научи и Супер. Сега да го прашаме тренерот нешто, околу ве гледаме сите со медали, сигурно имате надпревари доста. На кои последни надпревари учествувавте, со какви признанија се вративте во Скопје? Значи, редовната годишна програма на клубот и на Џудо Федерација на Република Македонија вклучува државни надпревари поделени по возрастни категории. Можам да кажам дека баш во текот на овој месец или по-конкретно на 15 март учествувавме на државно првенство за деца до 12 години. Резултатите за нашиот клуб беа импресивни, освоивме 15 медали, од кои 5 за прво место и исто толку број на медали за второ и за трето место, со што и нашиот клуб Супер џудо Скопје беше позициониран како најуспешен клуб во таа категорија на деца. Меѓутоа, многу поимпресивно, позначајно е тоа дека децата настапија со една желба, со една сигурност, со срце, со храброст, соработуваа помеѓу себе, се бодреа, ги слушаа препораките и советите на нивните тренери. Родителите беа восхитени и нормално кога ги гледат своите деца и во оваа прилика исто така да се заблагодарам и за поддршката кои родителите ми дават на овие наши дечиња. Исто така, не само освоените резултати, нешто што е многу поважно е тоа, значи, начинот како децата се справуваат во тие ситуации, како ги контролираат своите емоции, како доживуваат победа, значи да ја доживеат со скромност, како да се понашаат во случај кога ќе изгубат борба. Значи, тоа е дел од нашиот живот. После секоја борба, тоа е научена лекција. Треба да излезат посилни и да се справат со идните предизвици во животот, не само во џудо спортот. Така. Слободно гледаме и тука во студиото, меѓутоа и нели во клубот дека има деца кои што тренираат џудо на различна возраст, така што според вашето искуство, која е идеалната возраст за да се почне со овој спорт? Најидеална возраст за секој спорт, вклучувајќи и за џудо спортот, е од 4 до 6 години. Тоа е возраст кога децата ги развиваат своите навики и моторички способности. Тоа не е моја препорака, тоа е препорака на Светската организација УНЕСКО, која препорачува секое дете не само да има избор, туку да има право да се занимава со спорт од најрана возраст.
Исто и актите на Советот за Европа за воспитување и образование точно наведува дека децата треба да почнат да се занимаваат со физичко образование, пред се да ги развиваат сите тие психофизички способности, да се учат на демократија и на социјална инклузија. Во однос на нашиот клуб, ние имаме околу 20 до 25 дечења на возраст претежно се од 5 до 6 години, меѓутоа имаме и деца од 4 години, од 4 годишна возраст. Методологијата во работа со ниве, ние не практицираме джудо техники, туку практицираме игра и забава. Односно, со децата, значи, преку разни вежби ги разбиваме вештините, како што се баланс, координација, концентрација, како да направат одредени вежби, како што се колут напред, колут назад, полека се учат на падови, полека доаѓаат, да кажеме, во допир, во контакт со другарчето, се влечат, се тегнат, организираме полигон со разни препреки, децата добиват сигурно самодоверба за да можат секоја препрека на одреден начин да ја совладаат. Нешто што е поважно, тоа е дека децата се срекни, дека се радосни и секако дека е одлична подготовка за децата да тргнат на училиште, каде секако до израз доаѓа таа социјална компонента да може да се вклучи во школска средина, значи нормално, без некој стрес, без некој притисок и да оди на училиште со радост. За крај, имаме ли доволно интерес и поддршка за создавање на идни олимпици за овој спорт во државата? Секако потребна е работа, како што нашите деца, членови на клубот кажа, кои се вредности на джудо спортот, како што се почит, дисциплина, самодоверба, контрола. Значи потребна е посветена работа, не само во джудото, туку и во животот. Без дисциплина, без работа нема напредок. Во однос на можностите за постигнување, да кажеме, врвни резултати, би сакал да Джудо Федерацијата на Република Македонија посветено работи, се зголемува поголем број вклучување на деца, се отварат поголем број на клубови, се применуваат современи методологии во работа со спортистите. Она што е најважно дека Джудо Федерацијата е прогласена за најуспешна спортска федерација во рамките на Република Македонија и исто така има добиено престижно признание од Европската джудо унија за најдобар организатор на джудо настани. Сето тоа ја позиционира Македонија на джудо мапата на спортот и го зајакнува угледот. Што се однесува до нашите деца, морам да кажам, на нас на прво место не ни се да бидат шампиони, ние сакаме да се срекни, радосни, задоволни и да бидат прави личности. Така. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро. Благодариме што издвоивте време, се надевам дека убаво си поминавте. Како си поминавте, дечки, вие убаво си поминавте? Да. На училиште денес втора смена? Да. Значи некои тие се најстрекни што си се ослободени денес, така? Фала ви многу за гостувањето. Ви благодариме на поканата, на вистина убава емисија, ви благодариме.